Добар ден, почитувани, ова е најновата телма амбуланта. Скршениците на носот се најчестиот тип на фрактура што се јавува на коските на лицето. Меѓутоа, често стануваат непрепознаени и нелекувани за време на повредата. Кои симптоми укажуваат на носна фрактура? На што треба да се внимава ако се забележи еден ваков проблем? Дали веднаш треба да се појде на оториноларинголог? Може ли кај деца да се направи хируршки зафат, односно ринопластика? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Габриела Копачева-Барсова, оториноларинголог од Универзитетската клиника за уво, нос и грла во Скопје. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок. Останете на телма. Денеска ќе зборуваме за повредите на носот пред се кај децата. Дали третманот е ист како и кај возрастните? Професор доктор Габриела Копачева-Барсова, оториноларинголог од Универзитетската клиника за уво, нос и грло, е гостинка во студиото на Телма. Професорке, добар ден. Драго ми е што сте повторно во студиото на Телма. Добар ден. И мене ми е посебно драго да учествувам во вашите емисии, Марија. Тоа е Телма амбуланта, затоа што навистина се опфатни, многу се гледани и мислам дека и овој пат ќе имаме една интересна тема за која што можеме да убаво си поприкажеме. Професорке, дали се разликува носот кај децата од носот кај возрастните? Апсолутно, носот на децата е една посебна состојба која што е сосема различна од носот на возрастните, па така да и возрастните кога бараат естетски интервенции кај нас многу чести, не треба да ни да помислуваат да имаат нос како дете, а поготово како нос од приказните на Дизни. Знаете, оние само со прчасто носе напред, или од куклите, сега с некој тренд е на Барби нос, а доаѓаат носеви кои што се апсолутно дисморфолошки за да бидат Барби или куклите на Дизни. Значи не може секој нос да изгледа така. Апсолутно никако не може секој нос да изгледа така и тоа се преголеми очекувања, ќе ги зборуваме понатаму, но детскиот нос е точно детски нос како носот на приказните и на оние што ги гледаме убавите девојчиња, што можам да кажам дека антропоморфолошки најубави носеви имаат скандинавците и мислам дека и најмалку прават естетски интервенции на носот, заради тоа што носот кај детето е повеќе раскавичен отколку коскен. Таа раскавица, носната раскавица, значи е во фаза на еден раст и развој, и тоа поготово во 3 фази од животот. Првата фаза е недека 3-та, 4-та до 5-та година, па потоа недека 7-та до 8-та до 9-та година и после на крај дефинитивниот раст и развој го достигнува недека да речеме 14-та, 15-та, 16-та година, 17-та кај машки. Што значи дека носот е по-обел е, ги нема изразито тие назофронтални, значи овој корено на носот не е толку изразен како кај нас. Врвот е по-мек, по-нежен е врвот. И исто така големината и висината на носот ќе се менува во текот на растот и развојот на детето. Кожата е по-мека, по-склона на било какви повреди, значи многу е осетлива кожата, склона е на било какви некои манипулации, така да многу треба да се внимава кај детскиот нос. Професорке, ако мало дете падне на нос, може да го скрши еве до 5-та година, бидејќи споменавте дека тоа е една од границите за првиот развој на носот. Па, значи, во литературата е покажано дека фрактурите на лицевиот масив, а поготово на носот, се едни од најчестите фрактури, во првите 5 фрактури во однос на целиот организам. Што може значи може да претпоставите колку и чести се фрактурите во носот, на носот, имајќи во предвид заради тоа што ние сме еден референтен центар на нашата клиника и мислам дека само нашата клиника во Македонија ги решава носните фрактури, нека ми простат некои други ако нешто сум сгрешила, дека нешто сум не предвидела, но гледајќи во однос на тоа дека ние неделно имаме минимум 5 до 6 фрактури, меѓутоа не се сите за оперативни интервенции, тоа понатаму ќе го зборуваме, значи спаѓаат во едни од чести повреди,
Во детската возраст децата нели се понемирни, детските игри, падовите се исто, спортовите, Постојано се во движење, трчаат. движење, така, контактните спортови, но исто така не треба да заборавиме, не само и кај малите, добро се мали децеве до 5 година возраст спомнавте, меѓутоа ќе спомнам и за поголемите деца, што на жалост е многу поприсутно сега, тоа е повреди при семејно насилство и повреди помеѓу учениците во значи во средношколската и во основното образование, каде што гледате до какви Физички тепочки, пресметки физички има. пресметки и какви насилства и какви тепачки стануваат. Имаше претходно нели на телевизија во кој што страда лицевиот скелет, а поготово исто и навечер повреди, значи малку се повеќе и повеќе расте бројот на овие повреди на нос од насилни повреди. За жал. За жал, што навистина треба, значи, да се први фамилијата, да се обрне внимание, тоа е домашно воспитание кај децата, потоа со општеството посериозно се занимава со ова. Професорке, доколку мало дете падне на нос, се случува да му се сплеска. За каков проблем станува збор? Фрактура ли е тоа? Значи, кога малото дете ќе падне на нос, зборуваме еве сега 7-8 години до 8 години да земеме, прво и основно што е најдраматично кај малото дете е, значи помала, значи зборуваме за детска возраст, е тоа што при самиот пат ткивото реагира со еден оток кој што е многу изразет и самата клиничка слика е подраматична. Значи детето е отечено, родителите се вознемирени, прв пат се случува тоа. Самиот оток и прави некој промена во изгледот на носот. Се исплашени, дури помислувате те сплескане носот или изместене носот, потоа се јавува носно крварење, при секоја травма на носот се јавува. Кај децата поради неизрелост на крвните садови, поготово во предните партии и крварењето и пообилно. Така да сликата општо при пат во детска возраст и во рана тинејџерска возраст е подраматичен отколку кај возрастните. Така да обично ние кога го примаме тоа дете е сликата драматична. Меѓутоа ние што се занимаваме со оваа проблематика знаеме дека е тоа така и затоа треба пристапот да биде посебен кај децата и поготово кај родителите. Да им се објасни дека е во оток, дека веднаш не се пристапува кон оперативна интервенција, значи тоа се останува на можеби и ќе видиме понатаму како ќе биде, затоа што прво и основно нас ни е да го зачуваме и тоа е основно растот и развојот на скелетот, значи на скелетните, коскените структури на носот. Така да никако не се пристапува веднаш при оперативна интервенција. Прво и основно што е, и прво и основно што треба да се знае, во дечија возраст дека најчести се овие фрактури на се викаат на свежо гранче или ластарка или грин стик фрактури. Знаете кога едно младо гранче ќе го скршите, како тоа поново си се враќа и како е еластично. Така да не е исто таа фрактура на дете, каде што претежно е раскавична, и фрактура на еден нос кој што е формиран, каде што коскениот скелет е јак и треба поголема травма за да се случи фрактурата. Така да кај децата рентген снимката што ја прават обично прават рентгенграфија, најобична рентгенграфија, во профил многу и нема да ви покаже, дури нема да ви ја покаже и фрактурата, но сепак еден искусен оториноларинголог кој што се занимава со оваа проблематика, ќе види, значи прво и основно на самата палпација, дали има одредени, значи шкрипење или нели крепитации на носот, дали има навистина помрднувања на носната пирамида, значи основно е со допир основната анамнезата, како паднало, од што настанало ударот, значи дали има навистина има промени во мобилноста на самиот нос, отокот многу може да не залаже, многу може да не исплаши, може да биде многу голем. И ако сметаме дека навистина постои некоја фрактура, например, имаме многу чести повреди со точак при паѓат и удар во бетон, во зид
или со топка, директен удар со топка Во носот. што навистина ќе доведе до скршеница. Значи, ви кажувам, таа рентген сликата за помлада возраст не ми е многу валидна, потоа скршеницата може... А кај возрастните има значење Да. или може ли некогаш да биде лажно позитивно, Може да доколку биде имало лажно, претходно некаква повреда? Да, и многу е битно тоа, затоа што со рентген снимката во профил, вие ја покажувате дали има некоја фрактура, односно скршеница на носна коска во профил. Но што ако ударот е страничен, например, нели од лево или од десно, со тупаница или удар нели при ракомет со лакт, па сега или друг контактен спорт, и сега носот отиден лево или десно. Значи, таа рентген снимка нема многу да ни покаже, па затоа идеме кон друга диагностичка процедура, а тоа е компјутерска томографија, која што може исто така да се направи во дечија возраст, каде што точно ќе ни каже дали станува збор за една сериозна фрактура, дали е таа повеќе скршеници, мултифрагментарна, дали е скршена, дали има промени во дислокација на носната пирамида, дали носната преграда е скршена. Значи, многу ќе ни објасни, ќе ни покаже, што понатаму ќе не доведе и до каков третман ќе превземеме. Професор, се случува тоа многу често, да останат овие скршеници непрепознаени, нелекувани во моментот на повредата. Зошто е тоа така? Не се јавуваат на лекар, лошо проценуваат во домашни услови пациентите? Искрено да ви кажам, порано многу и не се јавуваат на лекар, ги предвидуваат скршениците, меѓутоа луѓето се едуцираат многу, поготово преку интернетот. Значи сега е променето. Значи многу е променето и при најмала повреда се јавуваат, а исто и ние на вистина правиме една едукација и многу е основно да и сега се почесто, значи и при најмала травма се јавуваат на лекар и добро е што доаѓаат на лекар. Прво и основно кај децата ние, значи ако не постои скршеница, да гледаме да не се формира тоа е крвен подлив во пределот на носната преграда од двете страни. Значи, го следиме носот и контролите кај децата во дечјата возраст се многу почесто. Например, ги викаме на 2 дена, па на 4 дена, па на 7 дена. Значи, тоа е многу важно, зашто почесто кај нив се јава тој хематом на септум. Хематомот на септум не само што може да стои, значи ќе видите кога еднаш ќе им се затвора Септумот е всушност преградата носна, носната преграда, значи измеѓу слузокожата и раскавешниот дел на носната преграда се јавува хематомот. Тој не само што може да доведе до инфекција, него може да ја понатаму и да ја оштети носната преграда, доведе до некротични промени, да развие температура детето. Така да и многу често се појавуваат овие хематоми и затоа ги предупредуваме родителите во првите периоди, во првите 2 до 3 дена да наблюдуваат да не се јават некои промени во однос на хематом и обавезно да се јават на контрола. Значи може да има краткорочни последици како што е хематомот, хематомот а долгорочните кои се? Прва последица и второ имаме повреди кои што значи ако не се направи компјутерска снимка, може да се превидат, а тоа се овие фронто-орбитоетмоидални повреди, значи кои што одат на кај не дека се кај коренот на носот, па потидат на кај етмоидалните коски и према орбита. Со етмоидалните коски не можеме ние да ги репонираме, меѓутоа да останат, значи фрактурираните сегменти да не се легнат една на друга и да останат, како да кажам, сакам да се изразам повеќе, да ме разберат луѓето народно, расцепи меѓу, значи празнини меѓу овие каде што лесно може при било каква инфекција на носот да дојде до преку овие пукнотини, да дојде до пропагација на инфекцијата во орбитата и во мозокот. Значи да доведе до менингоенцефалити, па и не сме имале и случаи каде што несанирана повреда во дечјата возраст, која што се превидела или не била забележана, или не било однесено на доктор. Имавме, например, девојче кој што беше околу 4-5 пати имаше менингоенцефалити развиено. Токму поради... Тоа се веќе сериозни последици кои што се водат ради превидена или несанирана повреда на носот. Така да сепак е подобро да дојдат на лекар, да се прегледаат, да се види што е, да се следи состојбата, да не се занемарува тоа, ништо не тие, ќе помине и крварењето и се,
меѓутоа можат и да настанат и сериозни повреди кои што понатаму ќе имаат и значи и краткорочни и долгорочни секвели, а тоа е секоја таква скршеница која што е несанирана понатаму кога носот ќе го достигне својот раст и развој може да доведе до деформитети кои што потоа треба да се решаваат не само не само функционално во однос на функцијата на носот, односно проблеми со дишењето, туку и естетски да се решаваат заради тоа што носот ќе ја изгуби формата што ја има. Доколку има фрактура на носот, а при тоа пациентот диша нормално, нема изместување на носната пирамида, на каков начин се лекува? Затоа ви кажувам, значи Тогаш не хируршки, само со следење. Значи апсолутно ние знаеме кои се стабилни фрактури кои што немаат дислокација на фрагментите, каде што немаме мултифрагментарни фрактури и тогаш значи се следи со Само се следи. Нема потреба да се решава. Може заради отокот да се даде некои препарати за намалување на отокот, капки во нос и значи не секоја фрактура се решава оперативно. Тоа апсолутно треба да знаеме, а поготово затоа што сега во последно време, меѓутоа не последно време, и за 10-15 години посебно се обрнува внимание во однос на судско-медицинските аспекти, заради тоа што луѓето ги пријавуваат, нели, тепачки, удари во судско-медицинските вештачења, па може да се праша од судско-медицински аспект зошто овој нос не е наместен, зошто овој е оперативно решен, зошто овој е решен амбулантски, така да има многу категоризации на самите фрактури, па исто така и сврски сходно кажуваме дека тоа може е лесна телесна повреда, значи не секоја фрактура на нос е и тешка телесна повреда. Значи ако континуитет има на коските, ако се стабилни фрактури, ако нема дислокации, не може да биде тешка телесна повреда. Но дали може да доведе сето тоа сепак до промена на формата на носот, доколку се случи во детска возраст? Бидејќи носот и понатаму расте. Еве, има некаква фрактура, не се третира, ќе зарасне само од себе, но може ли некакво закривување на носот да се јави по неколку години? Да, закривување ќе се јави ако е несанирана повредата, и носот нели ќе си расте, ќе се развива, тој раскавичен дел ќе си бројде во коскен дел, ќе се развива према напред, значи ќе расте, во висина ќе расте и тогаш ќе се појават првите деформитети, односно овие деформитети кои што кажуваат на некоја, значи не мора секоја да знаете естетска интервенција да биде ради фрактура или претходна траума на носот. Значи имаме пациенти кои што имаат проблем со дишењето. Проблем со дишењето или промени на носната пирамида, значи кога зборуваме за естетска интервенција, не мора да е поврзана со траума. Ние знаеме дека и одредени популации имаат различни видови на носови. Кај некој реков, кај скандинавските земји носовите се скоро идилични. Потоа други популации имаат поголеми носови. И знаеме, антропоморфолошки, генетски ми е дадено да се такви носовите. Поголеми се, со изразита грбка, со деформација. И тие захтеваат навистина естетски интервенции. Например, има многу во нашата популација овдека, па и во другите земји, значи, сега не сакам да спомнам популација, тоа нека остане за научни истражувања што ги правиме, меѓутоа се знаат каде што се доминантно со големи носеви. Па затоа сакат, често доаѓаат кај нас, сега ќе правиме свадба, сакаме да се искоригира носот, преголеме и навистина се стварно навистина сериозни деформитети кои што потоа кога ќе ги покажеме во странство можат некои да се чудат да речат зареме можно вакви да има деформитети на носот и на носната пирамида. Кога станува збор за повреда за фрактура на носот, кај дете на некој 10, 11, 12 години, дали веднаш треба да се направи ринопластика? Може ли кај дете на таа возраст да се изведе операција на носот каква што се прави кај возрастните, со оглед на тоа дека носот и понатаму расте? Значи прво и основно треба да се знае кога има повреда на носот, во ниеден случај, па дали е дете или возрастен, не може да се направи ринопластика. Значи првин треба да се санира повредата. Значи тие коски треба да сраснат. Треба одредено време да помине, минимум 6 месеци, и да видиме како тие коски сраснале.
и кај возрастен исто. Значи мора се причека. Апсолутно. Значи во носот како структура, па и другите органи од телото, е составен од кожен дел, од слузокожа, од трскавица, од коскени елементи. Сите тие се уствари механизми кои што му дават некоја форма на носот. Значи, ние треба да почекаме и таа фрактура нормално да биде санирана. Кога имаме фрактура на носот, елементите дали се раскавични, дали коскени, дали кожата, се во дисфункција, значи имаме скршеница, ние не можеме тогаш да преземеме да правиме нели естетски зафати или остеотоми, значи треба да се почека, заради тоа што можеме да направиме сериозни последици да направиме. Значи никогаш кога постои свежа фрактура не се прави естетска интервенција. Се чека, поготово кај децата, значи кај децата во изузетни случаи, зборувам кај деца и тинејџерска возраст, се прави значи чиста естетска интервенција, да заклучиме во дечја и тинејџерска возраст не се прави. Исклучиво, ако има тежок деформитет на носот, каде што е максимално обструирано дишењето на носот, или поради некоја траума, сообраќајна незгода, или сериозна траума, каде што е комплетно обструирано дишењето, каде што имаме деформитет кој што навистина не е прифатлив за гледање, или одредени процеси кои што се јавиле во носот, кои што ја нарушиле формата на носната пирамида, па тогаш се прави значи, први ни идеме на функционално, најважно е функцијата да зачуваме. Функционална септопластика, а ако е пореметена носната пирамида, и риносептопластика. Но секогаш ќе кажам, во тече тинејџерска возраст, риносептопластиката пак не е иста како кај возрастните. Значи се прави со минимални, ако е потребно се прават остеотоми, со минимални инструменти, со 8 милиметарски остеотома кој е потребно. Значи се со цел само да се направи една корекција, да се врати носот во нормалната форма и да се овозмеши дишењето. А некои захвати во типот на манипулации за да се направи премал нос или да се коригира врвот или премногу естетски не доаѓа во обзир додека не заврши максималниот раст и развој, а тој не дека се малку и померена граница, да речеме 15, 16, 17, 18 годишна возраст, 16 до 18. Додека растот на лицето се стабилизира. Додека растот на лицето се стабилизира, а потоа може да се прават значи риносептопластика. Риносептопластика. Да. Доколку се направи кај помало дете, ќе се очекува ли кога ќе порасне дека ќе биде повторно потребна некаква ревизија? Да. Значи, баш во вторникот имав едно детенце кое што нормално беше вратено за интервенција и не се направи затоа што имаше навистина една дислокација на носната преграда, но детето од другата страна дишеше. Детето има 7 години. Еве гледате, ова е едно многу мало дете. Гледате ли колку е натечен носот во 2 дена после повредата. Но немаше фрактура. Значи ова потоа се смирува. Да, ова е околу година дена, Па потоа гледате, јас ги викаме често. Значи гледаме да нема хематом 7 дена после повредата, па 10 дена и после 21 ден ова нема отокот спласнува, гледате колку е драматично. Така да, значи, нема да ќе чекаме ако навистина само не е импактирано многу дишењето или навистина постојат сериозни деформитети кои што навистина има деца кои што се раѓаат нели со вродени малформации на непцето, на тврдото непце, на носот и тогаш значи се прават естетско функционални. Така, имаме уште една фотографија која што говори за ова што всушност ни го појаснувате. Да, ова се веќе повозрастни. Така, тука веќе има деформитети видливи кои што го нарушуваат дишењето. Ова девојче е на последната фотографија, тој е веќе помладо девојче, мислам дека 15-16 годишна возраст, посттравма е повредата, значи траума на носот, не е санирана веројатно во детството. Гледате дека има изразита грбка и дислокација на носната преграда кон лево. Меѓутоа гледате дека овдека нема манипулации, некои големи, значи само е грбката, симната и носната преграда, односно носната пирамида вратена кон
во нормална, во медиална позиција. И се разбира, овие сите деформации не се чисти ринопластики, ќе објаснам после што значи тоа. Значи тоа се обично кај нас доаѓаат ринопластики се оперираат и на клиниката за пластична хирургија, но кај нас е најчесто риносептопластики. Првенствено деформитет на носната преграда заедно со деформитет на носната пирамида. Значи, овдека гледаме деформитет и на носната преграда и на носната пирамида. Еве овдека на другите фотографии гледате еден елонгиран долг нос. Гледате колку е долг во амфа сликата. И на првата слика, после постоперативно на втората, кај што постои комплетна обструкција на дишењето. И исто и на оваа фотографија, тоа се веќе долги оние Пинокио носови. И навистина сметаат естетски. И после се коригираат, но се трудиме да, значи што е помалку е подобро. Значи да се врати кон една, барем јас, сум од тие хирузи што не правам преголеми, не треба да се прават преголеми манипулации во однос на естетскиот момент, заради тоа што сепак ликот треба да си остане тој што си е лик. Не да го преминеме ние комплетно ликот на пациентот, значи непрепознатлив да стане, и такви пациенти обично ги враќаме за естетска интервенција. И да се коригираат обично, значи, деформитетот и да се подобри дишењето. Затоа се зборува за естетско функционална интервенција. Значи тоа само да им појаснам, риносептопластика што значи за пациентите. Значи тоа не е, тие често ќе прашаат, а каква пластика ќе ни ставите за носот, нели, риносептопластика. Меѓутоа треба да знаат дека тоа потекнува од грчкиот збор рино, што значи нос, ринос, и пласеин, значи ремоделирање, отстранување на сувишните структури, дали се раскавишни, коскени, и ремоделирање на носната преграда и носната пирамида. Не станува збор за никаква пластика, значи не се става никаква пластика во носот. Тоа е убаво што го разјаснивте, што ме често прашање. Да, многу често, и уште едно, извинете, ќе ве прекинам, што навистина многу ме иритира, а тоа е дека во последно време фрчат, и самите знаете, и на Фејсбук, и на порталите, реклами од самата оперативна интервенција. Значи, пациентите се за време на операцијата ги сликаат, никогаш носот после операцијата не е ист со носот после 6 месеци. Колку време е потребно за носот да го добие реалниот изглед? 6 месеци? Значи, кога тој нос, хирургот би го прикажувал на сериозни собранија, конгреси и све, тој ќе треба да го неприфатливо да биде, да го прифаќа, а пациентите не доаѓаат со такви фотографии, неприфатливо е за во текот на операција. Оди тој нос, значи, ниту се структурите како што треба наместени, нити е паднат отокот и изгледа фино. Меѓутоа, после 6 месеци, кога ќе падне отокот, кога сите коскени елементи ќе го добијат конечниот изглед, тогаш тој може да се прикаже и постојат одредени фотографии, а тоа се амфас профил, па малку латерален, малку лево-десно профил и други, значи, стручни фотографии кои што се валидни и кои што се поддржани медицински оправдани. Сите други фотографии кои што ги гледаат по Фејсбукови и затоа што и нас ни ствараат немир и по постоперативни, уште за време на операција, а јас гледам на пола тие пациенти ни обично ни хигиенските, значи оние септични, асептични постапки при операција носот не се запазени. Значи пациентот го гледам со косата, му се гледа, ликот е цел прикажан, мислам апсолутно се невалидни, да знаат пациентите, нити валидни, нити професионални да се прикажуваат. Постојано се вртат такви рилсови на интернет и оние кои што се заинтересирани. Со црни маски се заинтересирани, после доаѓаат пациентите и ни кажуваат. Ево овде ке гледаме една мобилизација со фластер, таа може да биде обична. Дали после зафатот, во текот на постоперативното опоравување, мора да се носат тампони во носот и колку трае тој процес? Да. Колку време пациентот всушност не може да диша на нос? Значи, без разлика дали правиме риносептопластика или септопластика или фрактура,
тампоните се носат, значи секој хирург си одредува како вид на тоа се вика назална пекинг, назално тампонирање користи. Некои користат масни гази, некои користат штрајфни, некои па воопшто и ништо не користат, ги оставаат така. Некои користат мали тампони, јас користам Мероцел, тампони кои што се сунгеристи, пуфери кои што се надувуваат, за да со цел да не ми ја пореметат носната пирамида. Исто така многу испитувања покажале дека што помалце треба да се напуштат тие масни тампони, масни гази, заради тоа што тој вазелинскиот слој од масната газа, сепак носот е фрактуриран, раскршен, може да навлезе во тие шпагови на фрактурираните коски, па потоа да ни донесе до компликација на олеогранулом, што не спорам дека јас порано многу сум ги користела, но имав еден и два случаја, тука го нема, на појава на олеогранулом или масен гранулом, кој што се јавува постоперативно и тоа неколку месеци, кој што потоа треба да се санира. Тоа се компликации од естетски интервенции. Кај фрактурата на нос обавезно се ставаат, значи тие носната тампонада, без разлика каква се користи и каква се има, во светот има секакви носни тампонади, совршени има дури и реструктивни носни тампонади, зависно и ние ги пратиме трендовите и обавезно се става исто така, значи мобилизатор на носот. Мобилизаторот може да биде некој сплинт или може да биде гипс. Значи зависно се од како хирургоци индивидуален пристап имате кон пациентите. И тие се носат обично 4 дена се носат, значи тој назалното пакување, односно назалната тампонада. Сега проблематично е кај децата и може и побрзо да го извадиме, заради тоа што нели малце ми е тешко да дишат на уста, поготово помали деца можат или да се ја затворат устата при спиење, па не дај Боже да настане компрометација на дишењето, така да гледаме кај нив да многу да не бидат тие јаки тампонади, да не стојат долго време. Значи, опарувањето кај нив тече побрзо во споредба со возрастните? Опарувањето во однос на отокот може да тече побрзо, меѓутоа се зависи се дали зборуваме за фрактура или за естетско-функционална интервенција и пак се зависи, ќе кажам, и од самиот хирург, од интервенцијата која ќе примени, зашто постојат различни, меѓутоа зависи и од сите структури кои што нели се вклучени во една естетска интервенција. Значи кожата, состојба на кожа, слузокожа, коски, каква е манипулација, значи многу фактори делуваат на опарувањето. Професорке, а по интервенцијата на носот, дали ако се повреди рскавицата, таа може да почне неконтролирано да расте, па дури и доколку направите хируршка интервенција на рскавицата, може ли да се јави таков проблем? Апсолутно може да се јави проблем. Значи, кажуваме 4 дена тампоните и таа маска, значи маска било каква 7 дена. За 7 дена коската не зараснува во никој случај. Ние знаеме било каква коска од рак или нога да скршиме, нема да зарасне. Знаеме колку време се носат лонгетите, некојши нели до месец и пол. Така да не значи дека после втората, ние после вадењето на маската правиме уште една преврска имобилизацијска со фластер, значи веќе 2 недели земаме на пациентот, меѓутоа се препорачува до месец и пол, додека, значи не дека 6 недели, да нема никакви манипулации со носот. Што значи да избегнува спортување, теретани, пушење, големи количества консумирање на алкохол, што ќе доведе нели до вазодилатација, некој крварење и се разбира да не се носат наочари или маски некои на лицето што се носат во лето одма да не се стават, преди тоа што може да го наруша тој дисконтинуитет на самиот нос. А што по тие 6 месеци кога станува збор за деца, дали смеат да се занимаваат со некакви контактни спортови, спорт во кој што се користи топка, што кој има повторно удар на нос кој што веќе бил опериран? Па затоа, значи, спортисти кои што професионално се занимаваат со спорт, а ги имаме многу, тие доаѓаат и знаат дека има повторна фрактура, меѓутоа ако навистина е носот однесен, значи кон лево или десно, знаете колку е јак еден удар со лакат да се удри веќе и тие спортови се и гледате колку си спортистите и по силни и контактот е помеѓу нив јак, така да ние ќе го наместиме носот, меѓутоа тие мора да се вратат на спортот назад.
Значи можеме недела две, по стручната литература се препорачува до месец дена да прават пауза од спортот. За некои спортисти тоа е и премногу. Да. Ке излезат од кондиција, поготово. А инаку за нормална популација, значи рековме 6 недели, месец и пол. За спортисти кај што треба да се вратат на спорт, постојат и специјални маски. За среќа и кај нас веќе почна да ги произведуваат. Можеме да ги видиме на терените кога носат некоја маска. На терените ги гледате, малку се како витески маските. Сите се такви маски, значи нема убава маска. Сум разгледала многу, а нема убава заради тоа што тие се за заштита. Го заштитуваат носот и заштитуваат лицето да не при удар да не се или пак да не настане фрактура. А полесно ќе настрада носот доколку веќе е опериран, доколку имало еднаш фрактура на носот. Апсолутно, при удар, полесно ќе настрада. Зашто веќе имало претходна скршеница. Но и тие знаат, и ние знаеме, па ги прашуваме, ако е пак мал деформитетот, дали ви смета толку, дали ќе спортувате, дали имате надпревари, па обично им викаме, можеби кој ќе завршите со спортување, зашто знаеме и спортистите, нели до одредена возраст се занимаваат со спорт, после таа возраст и не можат. Значи, порано им завршува кариерата од другите професии, нажалост, па обично се јавуваат и за естетски интервенции од кој ќе им заврши кариерата. Ќе ги вклучиме гледачите, професорки, од овој момент емисијата Почитувани контактна, слободно можете да се јавите во програма, да поставите прашање на темата на која што говориме. А која е првата помош при повреда на носот, кога ќе се јави силно крварење од него? Што советувате да се направи во тие моменти пред да се појде на лекар? Значи, ако е повреда на носот настаната при некој удар, или во тепачка, или при пат некој, тогаш е најдобро се јавува крварење, меѓутоа не со голем притисок, да се притисне носот меѓу коскиниот и мекоткивниот дел. Значи, со благ притисок, сосема благ, или пак да се стави некоја крпа или нешто се спречи крварењето. Зошто зборам не силен притисок, компресија да направите, зашто не знаете вие што се случува со носот, дали е скршен или не. Значи, првата помош е колку може да го намалите крварењето. Манипулации на носот во однос на имавме пред 2 недели една сериозна фрактура на нос, при пат во ендек, ќе кажам, значи каде што имаше комплетна дислокација, човекот не ни знаел за да му го спречат крварењето, напикале тоалетна хартија во носот. Се санираше повредата, пошто пациентот имаше комоционален синдром, последна недела од скоро 6-7 дена од скршеницата и таа, значи, никако ставање на средства кои што се неадекватни, никако, сакам да кажам, еве ова сликовито го кажам, тоалетни харти, паломи, маранчиња. Ништо да не се става во носот. Не смеете вие да ставате. Прво не знаеме што е. Значи не знаеме што е, не знаеме кај е скршеницата, не знаеме носната преграда. Секоја манипулација ќе ја влоши состојбата. Вие што треба да направите, само лесно, ако треба да притиснете, ако не е смачка многу носот, да го спречите и да дојдете на клиника за да се види каков е типот на повредата. Прво и основно. Значи, никакво манипулирање. Никакво манипулирање дома да ви го местат носот. Зашто стварно не знаат. Некои се фалат, па кажуваат, сам си го наместив носот. Има и насоки, професорки, како да се намести нос, особено кај во детска возраст, да се притисне долу. Да, контраиндикација, не знаеме каква фрактура станува збор. Значи, тоа никако? Па никако. Значи, си има... Значи, ако нека пробаат, нека направат, ама само можат да искомплицираат. Што ако станува збор за некоја сериозна фрактура? После што ќе правиме? Ако изместат па да направиме некоја коска да отиде, знаете, орбитата тука не е блиску. Тука имаме еден мек дел кој што е како хартија и така се вика ламина папирација, па да пробиеме на места кај што не треба, зашто предниот лицев масив е многу блиску иако е заштитен, е со другите структури и со средната мозочна јама. И обично сериозни повреди одат и со повреди на мозокот и на главата. Можат да одат, значи. И затоа прво и основно, кај сите фрактури на нос и на лицевиот масив, прво и основно е да се пратат на неврохирург. Значи да се види дали има последно ни е фрактурата на носот. Ќе го направиме тоа. Така.
Да нема потрес на мозок, нешто Значи такво? да нема потрес на мозок. Вие знаете и при скијање и при падови, потресот на не само потрес на мозок прво. Значи се прави Глазгов скор тест. Значи дали има некое заматување на свест. Тоа на неврохирургија се прави. Без тоа ние не смееме да го внесеме во сала и да направиме било каква интервенција на носот. Затоа кажам дека не треба се сваќа несериозно. Значи да нема некои промени во мозокот. Прво и основно. Второ, што го станува збор за не дај Боже ако имаме некое карварење, супарарахноидално. Знаете, Еве Шумахер се беше на скијање и многу познати глумци што починале од тоа, еве да не кажам 1000 примери луѓе кои што вториот ден од повредата, тој тоа карварење си почнало да се притиска и доведува до Хематом, до хематом. Значи прво и основно не е неврохирургот да направи една неврохируршка процена, па ако треба, ако е силен ударот и да полежи на неврохирургија, да се санира комоционалниот синдром. Комоционалниот синдром може да се санира и 4-5 дена. Така да не е касно една фрактура нос да се санира и да се почека. Апсолутно. Први, ние да ги случиме невролошките симптоми, па потоа да идеме. Али најголема контраиндикација ќе биде веднаш ние да пристапите кон решавање а да не е неврохируршки проследен пациент. Имаме гледач, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. сте. Молам, сакам докторката едно прашање да поставам. Дали може? Секако, ве слушаме. Вака, кај мене синот има 34 години. Така. Пред едно 4-5 години, како беше се случи, крварење на работно место му се појави од носот. И после тоа, секојдневно главоболки, тоа крварење се запре, бевме на лекар, на хирургија, таму го запре сите работи, али од тогаш он има проблеми. Има главоболки, па отиде на уво, нос и грло, на ларинголог, го снима, го надие, најдое во едната ноздра дека има два канали. И во едниот канал дека има едно заостанато делче или циста ли е, шо ли е, прима преку носот плакнење, други работи се и се уште има проблеми. Што треба да направиме? Така, барате совет за оваа состојба. Ви благодарам за вклучувањето. Што би советувале професорке? Значи, крварењето на односот не мора да биде причина травма на нос. Не секогаш крварењата, 1000 причини може да предизвикат крварење на нос. Луѓето биле на преглед, не знам какви испитувања значи се направени, дупли носни ходници, јас не сум видела дека не станува збор за некоја малформација, меѓутоа можат и разни туморозни промени и други работи да предизвикат крварење. Пошто гледам дека е млад дечкот од 34 години. Може се јавило на работно место, не значи дека може имал и висок притисок. Едно од најчестите крварења на нос е ради нерегулирана тензија во тој момент. Така да сепак треба да се проследи убаво, да се јави пак на оториноларинголог, да се направи компјутер можеби на нос и параназални синуси, да се види што е крварењето. Исто така една инфекција може предизвика крварење од носот. Можеме една цела емисија да направиме за крварење од носот. Значи тоа е еден огромен диапазон на заболувања кои што може да доведат до крварење, не е симптом само траумата. Така. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас во студиото и до докторката. Благодарам. Сакам да поставам едно прашање до докторката. Се работи за мојот сопруг. Пред 20 години има направено сообраќајка, меѓутоа тогаш носот му бил отечен. Сега има проблеми со дишењето. Бевме пред 4 години на лекар, ни кажа дека во носот има некои, како да кажам, девијации, нешто така, израстоци. Кога пие многу крчи. Кажете ми сега како да направиме постапка, како да се јавиме повторно на лекар, за да направиме повторни испитувања, за да видиме што е проблемот. Некои го кажуваат тоа полип, некои, не знам, има проблеми со спиењето, со дишењето, без капки, оперил не може да дише, отежнато е дишењето. Така.
Ви благодарам за вклучувањето во програма. Исто така и ова е една тема која што може би бар едно широко образложение, но Докажано е само девијација, меѓутоа пациентка да вика и и полип. полип спомена. Значи пак сепак треба да дојде на преглед. Значи треба уште еден преглед да се направи. Компјутерска томографија, предходно да се направи назална ендоскопија, да се види полипот убаво, ќе Се се види влегува на екран. преку Да, преку носот? носот едно многу тенко како цевче. како цевче сте виделе какво е. Значи тоа не е болно. На екран се прикажуваат фино полипите и девијацијата, меѓутоа подетално се направи компјутер па да видиме што е причината. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас се јавувам исто првата слушателка што бев, ме интересира, не го докажав прашањето се уште. Вака, синот беше кај нас на магнетна резонанса. Беше со сонда, го снимаја, му дадоа некои лекарства за исплакнување, но тоа нема никаков ефект. Така, јас се извинувам што ќе ве прекинам. Може да се отиди во Скопје и кажа... Така, јас се извинувам што ќе ве прекинам, но професорката појасни дека деталите околу вашиот случај ќе мора да ги дадат на клиника. Значи ќе мора да се направи еден детален преглед со уште едно снимање, па дури потоа вака телефонски навистина не може да се каже ништо конкретно, бидејќи сложена ситуацијата. Преглед, сложена е ситуацијата, пак има крварење. 300 причини, кажав, може да бидат, значи уште една да се јави на клиника, да се види убаво, па после ќе видиме што е. Како крварење. Кога станува збор за скршениците на носот, дали почесто ви се јавуваат на клиника деца или пак возрастни лица? Тешко прашање поставите. Па сега еве вака бројам. Ги има едните и другите, што мора да броите, тука е значи. Нешто, да. Значи и возрастни и деца, деца има доста. Не, баш вака си правам проценка овие месеци, па слично тука е бројката. Значи и деца и возрастни, не можам да кажам, може нешто повеќе возрастни, но дечја возраст исто има многу затоа што Претпоставам и тука доаѓаат родители кои што се драматично испаничени. Не, знаете што највеќе сега се многу поинтензивирано деца и тинејџери и млади, заради тоа што прво и основно нека не ме се лутат, најчести се повредите од овие неточаци што ги на едно на скейтборди, како скейтборд, што е со не знам како се вика, нели со тротинет. Тротинет, да, електричните тротинети. Број 1 се сега по број на трауми. Тие се прилично небезбедни. Значи прилично небезбедни, поготово ако е покрупно, поголемо детето, потоа гледам како и јас возам не тротинет, не дај Боже, него возам кола и кога ми се мушнуваат меѓу мене, викам леле дете ако падне, бешумно, него забележуваш од еднаш кога ти се. Така да број 1 се трауми, не само на лицев масив и број 1 трауми од другите, значи на раце, на нозе, на екстремитети, тротинетите. Така да морам, затоа ви кажам, скоро идентична бројката. Точаци, морам да исто да им напоменам, ако купувате точак, купувајте квалитетен точак, зашто имаше една серија на повреди, гиданите комплетно излегуваа од точакот и децата паѓаа со директно на глава. Директно на глава. Со сериозни повреди. Значи, точаците се разбира моторите, меѓутоа моторите прават и посериозни повреди и сега веќе на 4-то место се сообраќајни незгоди. И исто меѓу првите кажувам водат. Се насилни повреди. Насилство, како што тоа и отворивме, така? Тоа е ужасно нешто. Мора да се покрене свесноста и да се променат некои ужасно нешто. И релации во семејствата, на училиште да се поготово младежка возраст, ужасно екстремно конзумирање навечер на алкохол, неконтролирано земање, никој не води евиденција, децата се продаваат така и после настануваат тепачки, падови кои што еве доведуваат до се почести повреди кои што треба да се санираат. И моето последно прашање за денеска е однос на повозрасната популација, доколку некој стар човек падне и си го повреди носот, како кај него ќе тече опоравувањето, дали е покомплицирано, ќе се направи риносептопластика, како што споменавте? Така се нарекуваше Значи, ова ме одушевите со прашање, шлак прашање, баш за на крај. Значи, ако е фрактура, некоја скршеница, ако е многу возрасен, секој човек, не само возрасен, и јас, па вие можда и помлада сте,
почнуваме да имаме коморбидитети. Колку си повозрастени, повеќе, дај Боже, да сме живи, здрави, супер. Да имаме лекови, срцеви заболувања, невролошки заболувања. Че правиме проценка дали воопшто се исплати да се направи фрактура, значи да го тампонираш носот, да му ставиш маска или да се остави да се слети, се разбира, ако е некоја сериозна фрактура. Да, меѓутоа кај многу возрастни, сега не сакам да спомнам години за возраст, ке се налути некој од гледачите. Тоа е лично чувство, така. Да, лично чувство, кај ја не сум стар. Меѓутоа, значи, сепак ќе се направи проценка, но се гледаат коморбидитетите. Ако има бројни коморбидитети, гледаме колку може тоа мануелно да го санираме, што е може по-безбедно. Инаку, од страна на аспект дека секој има право на ринопластика, на естетска интервенција, има право. Се разбира, барем во мојата пракса, што е од 28 години, не е дошол некој 70 годишен или 80 да бара промена на носот, но дошле 60 годишни луѓе кои што не се стари. Јас се ближам кон 60 годишна возраст, но сепак ќе разговарам зошто до сега вие сте си го прифатиле таков нос како што бил, па се одеднашка барате некои драстични, значи зборам за естетски интервенции. Така да тоа е сепак една разговор и одлука на хирургот, дали ќе го прифати, и сепак разговор со пациентот дали навистина му е потребно во таа возраст да се направи естетска интервенција. Меѓутоа кај некои никогаш не се ние на стручен состанок смешни, меѓутоа не се смешни, треба да влеземе и во кожата на самиот пациент кој што сака да направи естетска интервенција на 60 годишна возраст. Па зошто да не? Па зошто кога ние жените или ставаат ботокси, фейслифтови, лифтинзи, па зашто и онда не си го промени носот. Така е. Така да све е дозволено. Се е дозволено. Освен за скршениците. Освен за скршениците, Да. за скршениците споменавте што ми има повреда на носот, веднаш консултација со оториноларинголог. Апсолутно. Професор, ке благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, за исцрпните појаснувања и пред се јасни, поврзани со оваа сложена проблематика, за која што има решение. Апсолутно има решение, да не се секираат, само едно ќе посочам уште еднаш на сите пациенти за естетски интервенции, да не се залудуваат по сликите што ги гледаат, по постовите, затоа што пола се у фотошоп, сега и они сами знаат дека ќе се сликаат и си ги стават одма сликите на фотошоп и ги прават. Значи јас не сум ваква и на живо да ме видите, сега сум сигурно 10 кила подебела, што ќе ме видите на телевизија. Камерата додава, тоа е вистина. И многу се секирам кој ќе искочам на телевизија и затоа ви реков, Марија, земете некој помлад. Изгледате одлично. Благодарам, но ама не сум, се уште не сум ставала никакви ботокси, филери и други работи, меѓутоа, значи дозволено така да нека не паѓаат од влијание, а поготово што има брзо, значи доаѓаат хирузи, поготово се гледам прилив од странство, доаѓаат и си одат, а полот фотографиите и да ви кажам колку има кај нас пациенти за ревизија кои што се правени и после не можат да го најдат хирургот за ревизија, за ревизиона ринопластика и се јавуваат тука, значи да не имаат преголеми очекувања, да бидат реални. Да бидат реални. Ви благодарам многу за вашето гостување во денешната Телма амбуланта. Уште еднаш ќе се видиме повторно. Секогаш е задоволство да се биде со вас во студиото со една ваква убава, прекрасна докторка. Благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Се гледаме секој работен ден на Телма. Пријатно.